Почитувани мои Štipјани, за последните 4 години во Štip направивме многу. Štip е град, може би географски поим, но Štip има своја суштина, а тоа сте вие, почитувани граѓани. Вашите предлози, вашите идеи ги преточивме во дела и завршивме над 450 проекти на секоја улица, во секоја населба, во целиот град, во сите рурални места. Не застанавме. Имавме мотиви за работење, имавме енергија, сила, знаење, како да го препородиме нашиот град, како Štip да го направиме модерен урбан центар, да го уредиме секој катче, да го засакаме нашиот град. Предстојат нови предизвици, нов 4-годишен мандат, нови идеи, нови иницијативи, уште повеќе работа, уште повеќе ангажирање. Морам да ви кажам дека не се измори во претходните 4 години. Имам енергија, имам знаење, имам сила, имам идеи и одлични соработници, кои заедно со мене ќе направиме уште повеќе дела кои вие ги барате, почитувани граѓани. Главни приоритети во овој период ќе биде локалниот економски развој, отварањето на новата индустријска зона во Плуждино, каде ќе има 18 парцели за фабрики за лесна и незагадувачка индустрија. Ќе ја доразвиеме индустријската зона кај Астибо, како индустријската зона во Три Чешми, индустријската зона Запад кај Актива и Семак Фешен. Нови перспективи за отварање на фабрики, нови перспективи за отварање на работни места. Работиме урбанистичка документација за изградба на 1000 куќи за млади до 35 години. Тие плацеви ќе бидат скоро бесплатни, по 1 евро за метар квадратен. Еден плац ќе биде од 250 до 300 метри квадратни, значи од 250 до 300 евра по метар квадратен. Ќе го ослободиме од комуналии, ќе дадеме шанса на младите кои живеат во нашиот град, кои работат во нашиот град, да си направат сопствена куќа. Секако дека во локалниот економски развој планираме отварање на 3 спа центри во нашиот град за да ги искористиме добрите природни ресурси, а тоа е топлата вода од Кежовица, која е позната по својата лековитост. Секако дека еден од нашите големи приоритети ќе биде гасификацијата на нашиот град. Благодарение на нашата влада се направи примерната мрежа од Клечовце Куманово до Štip. Тоа беше одличен проект на Газпром, гасот е веќе стигна до нашиот град, два приклучици веќе се припремаат кај Сушево и кај индустријската зона, се надевам дека наскоро ќе реализираме и секторната мрежа. Ќе бидат приклучени сите јавни установи, детските градинки, училиштата, општината, јавните предпријатија, секако индустријата и приватните семејства. Ќе заштедиме многу, ќе заштитиме животната средина. Огромен проект ќе биде во делот на воснабдувањето да ќе обезбедиме конечно со вода сите населби во нашиот град. Посебно Македонка, Чудаклија, Балканска, но и населените места Врсаково, Шаварлија, Љуботен, Суфилари и секаде каде онаму е потребна здрава вода за пиење. Изградбата и доградбата на колекторот, кој е граден пред многу години, каде имаме многу проблеми, е наш приоритет. Веќе обезбедиме 1 000 000 евра за изработка на комплетна проектна документација. Моментално се врши ревидирање на тој проект, ќе се изработи комплетно нов колектор до 4-тиот километар каде планираме изградба на прочистителна станица. Тоа е потребно пред се за здравата животна средина, за чување на реката Брегалница кој од живото значење не само за Štip, туку за цела Источна Македонија, а истовремено ќе дадеме нов импулс во еколошкиот живот во нашиот град. Секако дека, почитувани мои сограѓања, ќе уредуваме и реката Брегалница. На исти принцип, како и реката Отиња. Значи делот на реката Брегалница од населбата 8 ноември па се до бањата Кежовица ќе добие сосема нов лик. Адаптирана, прилагодена за децата, за спортистите, за риболовците, за пешаците, за велосипедистите. Мислам дека уредувањето на реката Брегалница ќе го промени ликот на нашиот град, нова река која живо значи за нашиот град. Ќе го доградиме секој сегмент околу секоја населба, и тоа уредувањето значи на паркинг простори околу сите згради, уредување на влезовите и секако многу зелени површини. Почитувани сограѓани, во наредниот период ќе направиме нова детска градинка. Таа ќе се лоцира во населбата Сењак. Ќе доградиме уште 2 детски градинки кои се наоѓаат во населбата Баби и населбата Сењак. И верувајте дека ќе направиме и нова детска градинка во населбата Македонка. Локалниот развој не може да биде ако немаат руралните места добра инфраструктура. Наш приоритет ќе биде да го завршиме патот од селото Никоман до селото Почивало, каде живее голема турска заедница. Тој пат веќе го работиме, имаме проект, се надеваме дека заедничка од идната година, верувам дека во наредните 2 години ќе имаме комплетна патна инфраструктура до тоа село. Морам во оваа прилика да кажам дека ќе инвестираме во образованието. И тоа ново училиште во селото Почувало, реконструкција на дел од нашите училишта, замена на прозорците и вратите во голем број на наши училишта, правење на сите оние предуслови кои ќе значат солидни услови за учење на нашите деца. Изградбата на спортската училишна сала во населбата Македонка ќе биде наш приоритет. Почитувани мои сограѓани,
имаме навистина многу да инвестираме во спортот. Скеј парк ќе се прави зад Исарот, ќе изградиме 10 фитнес зони во секоја населба, во секој населено место, 5 кошаркарски игралишта, ќе ги оградиме спортските терени во населбата Балканска, во населбата Баби и во населбата Карорман и секако ќе го доизградиме нашиот градски стадион. Ако во претходниот период инвестиравме некаде во 38 спортски терени, ќе дадеме нов импулс во изградбата на нови спортски терени за да го подобриме спортскиот живот во нашиот град. Во делот на културата ќе работиме навистина многу, сите стари куќи во Ново село и на булеварот Гоце Делчев, кај црквата Свети Никола, мора да бидат реконструирани и реновирани, да добијат нов лик. Ако не финансира Министерството за култура, општина Штип ќе издвои средства да тие куќи бидат зачувани бидејќи тоа автентична наша архитектура од пред 2 века која мора да остане зачувана за идните генерации. Секако во овој период ќе инвестираме многу во културата, во Макфест, во нашата пастрамалијада, во Штипско културно лето. И уште едно, почитувани мои сограѓани, имаме навистина знаење, имаме сила, имаме енергија, имаме потенцијал да направиме уште многу проекти за нашиот град, да го направиме Штип, втор град после Скопје во Македонија и вие да се гордеете со тоа што го работиме. Затоа што нашата девиза е секој пат работење и само работење, секогаш Македонија. Затоа, поштувани сограѓани, очекуваме вашата поддршка на 15 октомври. Излезете масовно, дајте поддршката за мене како градоначалник број 13 и за листа на советци на ВМРО ДПМН и верувајте дека нема да ви изневериме, напротив, ќе бидете задоволни од тоа што ќе сработиме.